multikултурно и музиколошки вријам вечерва. Пред да ви кажам добро вечер, идам први со музика, па ќе се објасниме што е, зошто и како ова што ќе го видите и ќе го чуете. Otkad si srećo, otišla sa njim. Sve je postalo pretjerali ti. Otkad si srećo, otišla sa njim. Godine lete, pomoć nas, ponekad u snu čujem tvoj glas. Godine lete, pomoć nas, ponekad u snu čujem tvoj glas. Sve je postalo pretjerali ti, otkad si srećo, otišla sa njim. Sve je postalo pretjerali ti, otkad si srećo, otišla sa njim. А сакате и солото да го чуете? Па да, вреди бе човече, на вакво ремек дело. Ако она предходно напред емисија ви беше добро, има и ова да го слушате. Мене ова лично, иако е за фраканција, ми создава душевна болка, затоа што Smoke on the Water е химна, бе, луѓе. Ама некој си измајтапил и го умиксал Аца Лукас. Така, и сега многу нервозни, нели? Некај, извинете, ве молам. Значи, можеше ли онакво нешто да се направи од песната "Не стои доне донке"? Со сета должна почит за луѓето кои се отсвиреле, они се имале своја визија. Мене ми е лично навредлива. "Не стои доне донке" е епска, градска песна. Таа е за слушање, била и пред 1000 години, ќе биде и после 1000 години. И никогаш нема да биде алкохоличарско, кафанско, не знам каква песна. Таа е песна која е за сите класи. Мислам, таа е песна која и пред кралеви можеш да ја пушташ. Еве како треба да звучи таа. Мислам од прилика ако е ова добрата верзија. Октет Македонија. Stoj dobre donke, ne gledaj me, pogledanje donke, fajde nema. Ne stoj dobre donke, ne gledaj me, pogledanje donke, fajde nema. Ne stoj dobre donke, ne stoj dobre donke, ne gledaj mene. Ne stoj dobre donke, ne gledaj me, pogledanje donke, fajde nema. Ne stoj dobre donke, ne gledaj me, pogledanje donke, fajde nema.
Odbitola donke zaslona, koga pojdu donke, odbitola donke zaslona. Ne donke, ne stoj, donke, ne gledaj mene. Ne stoj, donke, ne gledaj me, odgledanje donke fajde nema. Ne stoj, donke, ne gledaj me, odgledanje donke fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Sin tebe mi donke ti zaljubil, samo tebe donke te zasakam. Sin tebe mi donke ti zaljubil, samo tebe donke te zasakam. Ne donke, ne stoj, donke, ne gledaj mene. Ne stoj, donke, ne gledaj me, odgledanje donke fajde nema. Ne stoj, donke, ne gledaj me, odgledanje donke fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Daj dumi. Da ti je merak, vakva verzija, da ispeješ so prijatelji na masa, da ne se sramiš, da stvarno da se почувствува се она што е здивот на културата и суштината на македонската староградска песна. Реки, македонската народна песна се разликува од староградската песна, народна и староградска. Правите разлика. Народната има некоја друга основа, а староградската има директен контакт со Византија. И староградската музика, која ќе ја слушате, многу пати, која ќе слушнете некоја во слична верзија, не наша песна, него грчка песна или турска песна, ќе се зачудите и каков сличен тоналитет има, каква слична хармонија има. Тоа е затоа што и едната, и другата, и третата, и ние влечеме тој музички корен од Византија. Народната песна, фолклорот е малце поинаков и, нели, пред емисија го слушнавме како оној новокомпонован кафански фолклор е вметнат во една убава ваква верзија, за да направат верзија за луѓе кои, не знам, окей, не сакам никого да критикувам, бидејќи јас сум рекол, една песна, ако вреди, таа ќе доживее многу варијанти. Повеќето треба да се добри, но повеќето и ќе бидат лоши верзии. Така што ја слушнавте и Smoke on the Water со Аца Лукас. Така, ви создава болка. Епа и мене ми создаде онаа верзија болка. Така што не ми замерувајте, сепак Октет Македонија е... Другари, Октет Македонија е ниво... Жал ми е. Добро, тоа е тоа. Океј. Што би правил со вас вечерва? Па би ги отворил телефоните, затоа што предпоставам дека веќе и заборавивте што треба да... за што треба да правиме муабет вечерва или... бидејќи кај нас секоја работа 3 дена трае и толку е целата работа. Еве, јас сега ќе замолам режијата да даде телефоните. Да, објавени се, браво режија. А сега, еве, во неколку лупа ќе видиме, ова е темата на муабетот. Па кој укапира, укапира. Нема музика, нема ништо, пушти режија.
Примајте малце амбиент. Не е битен, можеш и да исклучиш тоа. Може уште еднаш? Може, зашто да не? Го имам во луп. Океј, сакаш да ми кажеш дека имаме некого на линија, му посакувам добро вечер, повелете во програма сте. Зашто треба да правиме муавет според сликата или имате нешто веќе на ум? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до тебе, Јанко, поздрав до гледачите. Сега ни пушташ тема да видиме нешто како ребус, квискотекали, што ние да се мачиме, да видиме за што да разговараме на тиска. Добро, аја опиши ми што гледаш на сценава. Што гледам на сцена? Што е ова? Одамна немаш Не, чекај. пуштено емисија во врска. Чекај. Кажи ми што има, што гледаш на телевизор у моментот? Чекај сега. Добро. Поспорси од Да, тонот, да, сега да. те гледам тебе згоден. Да, необходен. Необходен. Па нешто со звездите, нешто. Сакаш да ја смениш тимата? Не. Нешто Што е релаксирано ли? со звездија? А што гледаш? У тоа со звездија што гледаш? Па гледам еден космонаут кој што се мачи, Космонаут? плива, сака да искочи на површината. Аха, космонаутот во што е? Гол е или? Па тој космонаутот што е исто како вие што влегува во собрание, на тие ми личи тој космонаут. Значи Нешто скафандер. таква облечене. Значи скафандер се вика тоа у Да, моје со село. скафандер Ја не гледам- знам у ваше село. Па- У моје село ова го викаат скафандер. Да, скафандерот гледам и скафандер како вие двајцава што влегува у собрание претеници. Исто тако скафандер. Тоа гледам. Добро. Значи, ајде, успеа ребусот. Скафандер. Видиш, кога имаш скафандер, ти пливаш спокојно во универзумот, во океанот, звездите, безбеден, спокоен и убав. Дали свативте дека по протокол скафандер може да се носи не само да се заштитиш од болните ти како здрав, туку како ти како болен да можеш да искачаш, да шеташ, да гласаш, да седиш по кафани, да се движиш меѓу здравите, бидејќи си ти во скафандер. Сега ова е нешто ново и Елон Маск и НАСА ќе треба да научат нешто од нас. Со тоа што ова може и немало да биде вака, ама вие ВМРО-вците сте криви, оти ги натеравте тоа да го направат. Така. Ја завршив, повели продолжи. Вака сега, скафандерот, као што викаш дека се носи по протокол и можеме сегдека да одиме, да шетаме и во... Не е тоа поентата. Значи, во протоколот се наведува точно, како што викаат сега, што сака да се извадат овие од СДСМ што го направија тоа во собрание, треба да се наведе точно, како што е наведено за маските, протокол, се наведува, се насочува, маските да се носат во затворена просторија или да се носат вака, значи напишан е протокол. За ова, значи нема направено протокол, каде што пишува пратеници ќе одат со скафандери и ќе одат да изгласаат 32-та седница, не законот за мерки, 32-та седница, каде што е главната поента за да може да се краде, да се дозволи, да може да се взимаат кредити од европските кредити, од европските фондови. И одма денеска Шилегов си склучи договор
неколку стотина милиона евра и сега ќе можат они да си штанцат и за кредити за болниците и кредити за што сакат. Тоа беше поентата. А они се вадат дека у скафандери влегле за да изгласат за граѓаните, за да се донесат петиот сет мерки. Не е точно. Лажат. Лажговци. Они влегла да изгласат 32-та седница каде што стои точката за да може владата да се задолжува во европските фондови. И така одмаши легов денеска. Абе, луѓе, но немаат леп да јадат, бе. Болниците ни се полнат, Шилегов ќе се задолжува 500 милиона евра за трамвај. Абе, чекај, бе, човече, дај првин да се оправиме, бе. Да застанеме на ноги, бе. Сега кажуваат ќе се поскапи све животот за јадење. Ке немат луѓето леп да јадат. Луѓето по 2 евра на ден трошат, бе, некој семејство, па ако ќе се поскапи ова, ќе не можат ни леп да купат. Они ќе се задолжувал трамваи и тролейбуси. Абе, кај го има ова лудило, бре? Знаеш што? Знаеш кај го има? Го има кај нас. А знаеш зошто? Ама, Затоа треба што да се сте народ... освести овој Чекај, народ, бе. Ја ќе не те можам да оставам. ги Ќе те сватам оставам. На како почеток си може, имаш бре, време. човече. Тие Полека, пари нека се издиши, задолжат, јас борам. нека дадат Ало, луѓето ало, да јадат дигни леп. ручна. Значи, последниве 2 реченици не ти отиде у програма. Дигни рачна. Ке идеш. Кажи. Значи, слушај ме првин, не збори, за да можеш да те слушнат гледачите што ќе кажеш. Имено, поентата ми е, викаш, кај го има ова? Го има кај нас. А народ кој нема паметење, заслужува што сакаат да му прават. Ја велам, еве, ти си гневен и така натаму и така натаму. Но ти си обичен човек, како мене и така натаму. Но, кај се партиите, кај се институции. Дали, сега ја треба да ви... срамота е, ја треба да ве подсеќам. Дали знаете дека во средина на 70-тите во Скопје имаше референдум за тролејбуси и трамвај? Не памтите. Тоа е проблемот. Затоа ви се повторуваат. Еднаш кога ќе направиш референдум, тоа е за веки веков. Нема подесување. За сосема малку Британија излезе од Европска заедница. Не му се сакаше секому тоа. Па каде да се најде тој референдум, да се ископува Ја ли архива? да го копам? Овие- Ама ја ли да го копам? Ама добро, Ама те ја ли разбирам. да го Ти купам? кажа Уште тоа ова во само да емисија, кажам. гледав јас. Уште само ова да кажам. Не можам дури да дојдам. Значи, јас со моето копање. Имаше реклама нацртана, дали од Дармар, дали од Димитар Чудо. Се викаше Трофи и Троли. И 2 насмејани, едното беше трамвајче, едното беше тролејбусче за референдум. Скопјани излегоа масовно и рекоа не. Тоа беше такво посрамување за комунистичката партија која искрено се надеваше дека скопјани ќе се согласат. Тој референдум нека ми каже дека денеска е неважечки. А срамота е што никој од вас не го памети. Тогаш, најверојатно, јас сум некоја тешка будала со ментални овакво, која има некои илузии дека такво нешто не постои. Да ниеден новинар, ниеден политичар не му го истрие носот на Шилегов и да му каже, окей, ти тоа што сакаш. Скопјани имаат референдум. Дали референдумот е поништен? Така се прави, бе, луѓе. Крај на муабетот. Повели, продолжи, извини, морав и ја ти радам. Да го најдеме тој референдум што не поминал и да се обжали. Гледаш ли дека Уставен суд е нивни? Што сакаат прават, бе, Јанко? Им се Они може, бе, одигра многу ама јако. има ли отпор? Кога нема отпор, човече, Ама секоја слушаме власт... се да доискажам поентата. Ај, извини. Значи, они одигра многу јако, му вметна на народот страв. Почнаа да апсат и живо и мртво, све испоапсија и го исплашија народот. Треба народот сега полека да му се врати храброста, да го сгази стравот и да искочи. Да искочи, не може вака, бе, Јанко. Значи, ја им кажам, значи,
ги повикувам народот да полека да се престраши. Јас знам дека имам ја и закани од после кој ќе зборам овдека стално среќам некои луѓе ми претат. Ја да ти кажам више ми е преку да не употребам некој. Што сакат кога нека ти прават. претат, прати ми ги тие снимки, јас ќе ги објавам од тие јунаци. Не се плашам од никого, бе. Што сакат нека прават, бе. Да ти кажам право преку глава ми е више, бе. Трета батерија на телефон ми е од кога ќе зборам после кај тебе ми рикнува на телефонот. И ехо слушам и дупли звук. Што сакат нека прават? Ја не сум им опасен. Него стварно претеруваат. Го повикува македонскиот народ да се престраши. Нема. Доста е више. Нема. Доста е, значи не Абе, може. нема. Еве ќе видиш, кога има протест ова за На 25 уставобранителите? нека искочи народот мирно, без Чекај. политички пароли, без политички обележја. Океј, мирно кога се има, искочи, нема им да покажеме излезе. дека не Абе, се нема да плашиме. излезе. Ти сакаш, окей, ама тоа се македонски влажни сништа. Ти знаеш и колку години овде кај мене се јавуваат. Кој ќе го, зошто не искачете? Па викам, зошто не искачеш? Па треба да го поведе некој народот. Па народ никој не поведувал. У Македонија немало револуција, бе. У Македонија никогаш не излегле, освен партиски собер, поише од 15.000 луѓе. Еве, на 24-ти како опозиција имате протест, така? 25-ти, у недела. 25-ти. Кога е тоа? У недела. У недела. Зашто е протестот? Да искажеме подршка и да ја кажеме на власта како што направи Заев, кажа дека имал прислушкувани разговори за Смилковското езеро и се повтори делото. Сега на телевизија имаше изјави каде што кажа сведокот кој што беше овие што ги обсудија за тероризам, го смени изјавата, нека го повторат уште еднаш кад делото па да видиме. Ако се криви нека лежат, а не терористи ги направиат тие што влегоа на 27. И што ќе протестирате? Што се повтори судењето за Смилковско езеро. И Заев сега- ги лажеш, имам прислушкувани разговори, ќе видите дека не се тие виновни. Го повторија судењето, кај се тие прислушкувани, па, знаеш, јас ги доби изборите со тие прислушкувани разговори, албанците гласаа за него и ги излажа. Океј, ама што има по 5 врска? пати лажа. Ја Ја прашав- албанци бе што го слушат. И исто сега. Абе, ја прашав што е Значи, протестот у недела. Ја те прашав што е протестот во недела. Ако Организирано вака. Тој сега даде втора изјава каде што се самиот погазува. Па нека се повтори уште еднаш ка судењето за 20 не, дни. ај, не, окей. Ало? Ме слушаш? Не те слушам, бе, пријателе. Затоа што отиде 10-ти муабет. Ја те прашувам, зашто е протестот? Насловот сигурно не е 30 реченици, една реченица е. Абе, протестот е да им дадеме подршка на нашите луѓе што се за 27 затворени. Ја не сум организатор па да знам што, ја искачам подршка да им дадам на протестот во врска со 27 што се осудени неправедно луѓето. Што мислиш, Да колку се ќе има? повтори судењето и да бидат пуштени зашто не се виновни. Така е, добро, тоа е, нели, нормално. Ете така. Ваш прерогатив. А што мислиш, колку ќе излезат? Абе, еден да искочиме, јас ќе искочам еден, јас да излезам доволно, ете, ќе искочам и ќе дадам подршка, јас. А тие што ме слушаат, ако сакат, нека дојдат и они со мене. Еве, доволно е еден да искочи, ја ќе излезам. Па нека ме опса, ќе ставам маска, ќе ставам скафандер, ќе Режија, дај го излезам, компјутерот. нема да имам партиски обележја, ќе искочам и ќе дадам подршка, ќе напишам некоја парола, нема да биде заканувачка, давам подршка тоа да се повтори, ќе пишам и ќе искочам. Така. Мора Ја да ти се престрашиме, луѓе. Значи, доста више. Испо апсија, луѓе што пишуваат портали на Фейсбук, пишуваат ги испо апсија и ги... Како ги апсеат? Како ги апсеа овие за 27? Деца им плачат, лисици ги влечеа по коли. Рашковски со раце у джеб го ставија си се шета, човече Божи. И тоа на пладне си дојде како у кафич. Како може тоа, бе, Јанко? Не може. Треба да се повтори судењето. Треба правда. Значи, да дојде правдата. Доста више. Ги повиквам и судиите. Доста више. Не се плашете, не ви може. Ке си замине тој. Судете праведно. Протестот е доста е. Така се вика протестот. Доста е. Ме слушаш, Јанко? Не. Значи, протестот се вика доста е. Значи, доста е фактички од све
што е направено. Може ли да симнам топкава да кажам нешто друго? Како не? За Само да фудбалот, кажам може ли на да кажам? гледачите, бидејќи го спомна Рашковски у шутка. Добро, слушни ме сега. Тоа намерно, за да таму има направено апартман со клима, со телевизор, со далинска, со ова, со она. Ајде, нека не ми кажуват гачки. Сум бил, знам како е таму, сум поминал да видам. Значи, да не зборам сега, да не вртам темата. Слушни ме сега за фудбалот. Може ли да чепнам една минута за Абе, фудбалот? можеш што сакаш, збори, доста прашуеш. Вака сега. Денеска ми покажа еден направил скриншот на разговор помеѓу навивач на Вардар и навивач на шверцерите. Кога ми го покажа, тоа ме замоли да не го објавам, ама ја го прочитав. Се припукаваат, имат некои псовки и овој му вика додека наше премиерот од што е главен на навивачката група Шверцери Груби, Вардар ќе отиде у втора лига и никогаш нема да влезе у прва лига. Така прочитав на пораката. И он после избришал пораката, ма дечко е сликнал. Значи, прв е Шкендија, втори албански, трет Струга Дрим Тим, четврт Ренова ќе ја спасуват и сега ја направија влажними, влегува пети албански тим во прва лига. Председателот што е на ФФМ нека види тамо како е он изгласан, како е правено малверзации, како се купувани гласови од тие управен одбор што го изгласа, па сега репрезентација која се квалификуваше за европско првенство што ги почасти по 10.000 евра. И само да кажам, кога ќе се смени власта, сакам да се направи ревизија на сите утакмици каде што е судено македонски суди или било кој што ги судело, каде што учествувале албански екипи, овие што се остана да се видат како се наместени тие и ако има да се одат у затвор. Сам си се избра заменикот председател на ФФМ, си ги собра луѓето, го изгласа, 6 екипи у прва лига и Ренова ја спасија и му вика додека е премиер Артан Глуби вика Вардар ќе отиде у втора лига и никогаш нема да влезе. Океј. Сега готово издиши. Сега само кажи ми една работа. Беше во карантин, беше болен од корона, така? Да. Дали ти дозволија да излезеш од дома? Значи, јас излегував за на лекар, али морам да се јавам на полиција. Кога ќе излегувам на 192, они ми даваат телефон у која општина живеам, таа полициска станица. Ја живеам у Гази Баба и се јавував у Гази Баба полициска, го запишувам моето име и кој ми вика ако ќе се вратиш да ни се јавиш и ми се враќам. Значи кога идам на лекар и се враќам. Не смеев да искочам еден чекор од капија дома. Има решение и не смеев да мрдам. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Телефоните се отворени за вашите јавувања. Беше прилично жестоко кога излегоа на гласање пратеникот од Дом и пратеничката од СДСМ во скафандре и двајцата заболени од корона. Нормално, патот до пеколот е поплочен со добри намери, а они имаа најдобри намери и тоа беше такво нивното објаснување дека ништо не е прекршено, беа донесени со кола на итна помош. Како за кого? За некого нема итна помош, за некого има, тоа е тоа. И поминаа пар дена и мене ми е драго што првиот ден, обично кога ќе се случи таква работа, првата вечер, ако ги отворам телефоните, абер нема јавност. Ама тотално 10 муабете. Утредента додека да се свестат, ги фаќа и така натаму, ама тогаш, знаеш како, поише по инерција збори него што реално информиран. Трет ден, после тоа, како што сме сега, мислам дека може за тоа да збори само некој кој малце му се јасни работите и сега има перспектива. Сега се прашувам јас, бидејќи ја цела фамилија, веднаш го вклучувам, цела фамилија бевме заболени и никој не можеше ни до аптека да отиде. Забрането ни беше. Па викам, зошто не облеков и јас? Нели, имав потреба.
Немаше кој да ми донесе. И ке си се облечам, маска, скафандерче, и ке си отидев у аптека и да си купам што ми треба. И ја будала сум бил, човече. Па што не кажавте дека можело? Ај за следниот пат ке памтиме. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Леле, бе, Јанко, да не сум јас, ни сонце нема да грее, нема да има, разбираш, нема да грее. Веќе ми се стемни, да ти кажам. Да, вака. Ама малку може посилно да грее со мене, може да ги спржи некого. Абе, да ти е мило да бегаш. А? Да, повели. Да. Момент, слушам. Чекам. Да зборам? Или уште да чекам? Благодарам за вашето чекање и јас се изначекав. Ке се видиме друг пат. Се јавивте у програма да зборите, вие ми рековте чекам. Чекајте. Што да ви кажам? Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Ало, добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Повелете. Повелете, ве слушам, говорете. Ало, добро вечер. Добро вечер по трет пат. Повелете во Добро програма. вечер, Јанко. Говорете, да, ве слушнам. 3 пати ви реков добро вечер, повелете. Вака. Така. Емисијава ти е окей, супер све. Само имам да ти кажам, она слика што иде позади тебе е оригинално пресликување на македонската нација. Свака ти час како ја најде и како ти текна ова да го направиш. Ја мислев селска пасторала да ве смири, немав намера ја не сум таков, Бог да чува и да брани, Толку. тој с Све краја што да... ќе кажат, све што ќе помине, сликата позади тебе е оригинална. Нема што да коментираме понатака. Видиш убава смирувачка Да. ситуација. Тргни ме мене од Песаш, кадар, пусти го од одличен целиот песаш за кадар. Македонија. Што убаво. Овци си. За македонскиот народ. Па гледај, па нели... Толку. А што? Толку. Овците се среќни. Ова многу. Овците пасат. Кутрињата ги чуваат овците. А тревата е зелена и зелена и зелена. Иначе ова е го нарекуваат видео за кучиња, каде што овчарски кучиња преку зима им му пуште, трае 10 сати. 10 сати трае видео. Го симнав цело, па некој си 6-7 гигабајти и го зачував. Видија, златна овчичка, видија. Па нели личи на мене, гледај. Истија, плюнут. Милина. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Убава вечер на сите што И се на тебе. вечева пред малите екрани. Иако, ја околу скафандериве така малце ми изиритира состојбата. Скафандер, сега логика, ништо друго. Скафандер облекува здравиот, односно лекарот, кога влегува во операциона сала, кога влегува во инфективни центри и тоа. Значи, облеката го штити него од надворешната средина, која што треба да биде чиста, нели, стерилна, или пак која што е инфективна, како што се во инфективните оддели. Која е сега логиката? Некој што е инфективен, заразен, облекол костим. Која е разликата во костимот и во алиштата? Облечи алишта, стави маска и очила. Не ја гледам ја разликата меѓу маската, облеката и скафандерот. Од што штити скафандерот негов?
Дали е тој со УВ некој зраци, па зрачи, па ја деконтаминира средината, ја стерилизира. Мислам, до безсвест не прават дека сме до тој степен ментални, тоа не можам да разберам, Јанко. До тој степен сум револтирана. Друго, денеска и што слушнав, статистиката, кажа колку заболени, не запомнив, колку заболени, колку тестирани и рекоа 47 починати. Од кој што, демек, не биле 47 од овие 24 часа, туку не знам, прашалник биле и неколку што починале во приватните наназад деновиве, па ги додале денес. Зошто служат статистичките бројки? И тоа, еве да им поставам јавно прашање. Зошто им служат нив бројките? Едноставно, еве јас ќе им дадам реторичко прашање и одговор. Веднаш, значи нив им служат само да ни мачкаат очи. Статистика ти е на тебе да правиш протоколи, да правиш начин на кој што ќе лекуваш или слично. А не ти се тебе тие бројки само да ги кажеш како бројка. Што им значише тоа? Значи, тие се починати претходните денови. Што значи? Некои денови биле можеби и 60. Мислам, стварно е абсурд тоа што го прават. И во ова време, во овој ек на пандемија, пуштено, градинки, училишта, не можам да сватам. Пола групи во градинки, во училишта, одат во изолација, пола вработени, кубурат. Се променија некои работи, протоколите на нив им остана исти уште од лани во март, кој што ги донесоа. Чекај бе луѓе, нели размислувате дека треба нови протоколи? Еве конкретно да кажам, за во градинка. Дошле едни што биле заболени. Веќе тие можат да работат со децата. А што ви фали вака да идете на работа? Види, Како? вака да идете на работа. Ем модерни, ем заштитени, ем прогресивни, па дури за у парламент, не знам што да кажам, види го Момаков. Па не можам да гледам, пошто су во друга соба, сликите не ги гледам. Добро, се извинувам. Врати, режија. Ке видиш после и многу ќе те израдувам. Како никогаш до сега. Ке погледна. Значи, треба да се направат нови протоколи за работа. А не само ги пикаат во изолација луѓето, дали треба или не треба, ги изолираат, ги тргаат, остануваат групи празни, неподполнети. Значи, еве, ништо не кажувам повеќе. Само ќе им кажам дека протоколите за работа треба да се сменат. Не може истите протоколи да важат од март до сега, затоа што од сега имате нови прележани кои што можат да работат и имате вакцинирани и да не зборувам. Исто и околу вакцинацијата да кажам. Кога веќе ги вакцинира наставен кадар, воспитен кадар, требаше затвори ги две недели училишта, градинки или тие што ќе вакцинираш, направи карантин. Нека се извакцинираат, нека преседат луѓето 1-2 недели дома, тамани бројката нивки им се намалеше, па пушти ги, после врати ги на работа. Мислам, навистина е ова лудост и хаос што се прави. Повеќе не знам навистина што да кажам, многу сум револтирана од се што се случува, а најмногу од правдата која што ја нема. Како ти делуваше ова кога виде пратенициве дека можат заболени да влегуваат со скафандер? Во ред тие? Па едноставно јас се чувствував, Јанко, еве со најпрост збор да кажам, будала. Затоа што јас бев болна, имав, што викаш, бев во изолација, не сме во карантин, не сме да излезам. Јас бев месец и 3-4 дена, значи, месец и неколку денови бев 2 недели во изолација и плюс болна. Значи, ја бев будала, едноставно да си ставам, нели, рокчиња и додам да си викам полица, јас сум будала. Ете, тоа мене ми асоцираше кога ја видов таму скафандер. Си викам, како да јас сум толку глупа, не ми текна скафандер, па додам до продавница, додам до болница, додам кај што треба да одам. Не си будала, не. Еве, една заедничка фотографија, едно селфи, јас и ти, и уште стотици илјади граѓани како се чувствуваме на ова прекрасна ливада. Ти благодарам што се јави. Ајде, да пекнеме малце, добро. Да пекнеме малце. Луѓе, ова е толку трагично, ова е толку траорно, да веќе станува пародија.
Ja ne možem poinaku. Ovo je jadi burek. Osven so parodija, osven Monty Pythonovski, osven ovoj prekrasen mlad čovek. Da li сега gledate koliko bil vizioner, koliko bil progresiven, koliko bil napreden? Vidi go. Vidi go i voshituvaj se na ovoj iden parlamentarec. Pa ovoj ne partija, reče дека ќе се кандидирал за СДСМ. Не СДСМ. Овој треба да му дадеме да биде и председател и премиер на Република Нордистан. Зигхаль. Види го. Прекрасно. Сите ќе носиме тогаш скафандри. Луи Витон ќе биде задолжителен и има сите парфеми да ставаме и супер ќе бидеме. Абе, луѓе. Како не го препознавме на времето. А ние го пикнавме вакво златно дете у затвор. Земал пари, барал пари, ова, она, дрн јариња, голема работа. Ајде, ти се молам. Добро вечер за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Мало, добро вечер. Здраво, повелете. Поздрав до вас, почитувам водител. Јас би сакал да кренам малку на по-високо ниво вашата ценета емисија, ако ми дозволите. Прво, ова слика што беше тука ставена, многу интересна. Не знам зашто би го кандидирале човеков што е на сликата, меѓутоа да причекаме, може све да се случи во оваа држава, бидејќи е све возможно овде. Апсолутно се согласувам. Сега вака сакам да кажам. Сакам да кажам, да не бидам погрешно разбран, во однос на опозицијата и нејзиното делување во парламентот и вон парламентот. Сега вака. Опозицијата, оваа власт, доколку организирано, свесно и добро работи, може да ја бутне за 48 часа. Опозицијата, дали свесно, дали по договор, дали несвесно, воопшто делува хаотично во изминативе неколку месеци. Со оние пресконференции кои што апсолутно популистички делуваат, воопшто не личи на опозиција. Опозицијата како таква, јас сакам да кажам дека со ова делување на власта, како што сега делува, справувајќи се со кризата, како ковид, справувајќи се со економските мерки, справувајќи се со економската политика, справувајќи се со инвестициите во државата, оваа власт заслужува -1 оцена. Иако сум голем приврзаник на оваа власт и добро знаеш за тоа. Меѓутоа, каде е опозицијата да делува на тој начин што ќе докаже дека оваа власт не заслужува да остане на пиедесталот каде што е и треба да биде заменета од опозицијата која што ќе понуди нешто подобро. Во кој смисол го зборувам ова, Јанко? Видете, на ова општество наше, на оваа мала државичка наша што ја имаме и што се обидуваме грчевито да ја зачуваме целовита. И фалат странски инвестиции. Зашто, јас прашувам, оваа опозиција не излезе на една пресконференција? Еве, посочувам со име презиме господинот Мицковски како лидер на најголемата опозициона партија и да каже вака: таа и таа фирма од таа и таа држава сака да влезе во Македонија. Ние како опозиција лобиравме и успеавме да ја донесеме фирмата. Примете ја. Па ајде да ја видам сега власта, нека каже, не сакаме да ја примиме таа инвестиција, бидејќи од опозицијата ние сме на власт, ние ќе носиме кого сакаме. Ајде власта нека каже контра на опозицијата, кога опозицијата ќе искочи со предлог и ќе каже вако: овие што се мерки донесени сега во петтиот пакет треба да се прошират, ама конкретно, не со милион амандмани да се блокираме. Да се прошират вака и вака и вака и вака и вака. Ајде сега одбегте вие. Ајде сега уште еден инвеститор ќе ви предложиме. Ајде сега уште еден инвеститор. Па ВМРО беше познато по тоа што носеше инвестиции во држава. Сега имаме една власт
која што селективно носи овдека, и јас тоа јавно го говорам, што год да се деси и како год да се деси понатаму. Еве ќе добиеме Lidl, ќе добиеме McDonald's, најавија. Lidl и McDonald's. Најавија Google, најавија Facebook, најавија 300 чуда. Ама Јанко и Чичко Стоилко да го најавиме како инвестиција. Драг пријателе, знам, се јави прошлиот пат на истава тема, долго те оставив, дебатиравме. Јас сепак би оставил малце простор повеќе за скафандри и протоколи. Ке се слушнеме пак повторно, ти благодарам за јавувањето. Апсолутно твојот муабет држи во секоја време и во секоја пригода. Идеме со уште еден гледаш пред да идеме со рекламите. Ово со што сакам да ви го покажам у кадар од режија. Режија, замолив кадар. Компјутерот. Само сакав да известам, деновиве сум малку повеќе на храна кај Маја Платнер со незиното Живо здраво институтот за најубава храна, потполно веганска и термички необработена. Ова е интересно, почнала сирење да прави. Го пробав, луѓе, чудна работа. Но имаме уште еден гледач, го пуштаме во програма пред да направиме паузата или уште еден. Зависи режијата како ќе одлучи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Гледач од Скопје се јавува. За темата за скафандерите само да кажам нешто. Сакам толку луѓе што се заразени од ковид и се во опоравување и добри, нормално што се со благи симптоми се шетаат по улици и по маркети, никому ништо, нит полициски часови, нит контрола, ни ништо. Познаваме ги, гледаме, така да мислам дека не е проблем со скафандер некој што влегол во собрание и што бука е направено, толку работи се испонаправени у земјава, па и тоа мислам дека не е никаков проблем у животот, само тоа им да ми уште нешто сакам за политичкава ситуација, вајда ме слуша цела македонска јавност, нека уживаат 30 години гледат од таму, не знам кое време, кога прв пат Македонија, како беше она на навивачката United Macedonија, што беше United Macedonија, што е United од тие години, 90-тите, истата е политика, истите се луѓето, исто е све, и секој ден се караат, ама убаво е заради емисијата и ради смешки и ради све, и се смеам со вас, и најубаво на целиот свет е ради тоа. Нека се држат македонскиот народ, турскиот, албанскиот, сите народи што живеат на ова поднебје, на ова овците посебно, нека се држат највеќе на целиот свет. Без ова што го покажуваш на телевизија и плюс земјоделство во целото да биде уклучено, џабе економија, џабе финанси, џабе пари, сите сакаат да бидат бизнисмени и работа, во секое време има. Само плюс минус некое дрво ќе се насади, ќе биде поубаво, што било ќе се сади сега со ова технологија што е во садењето во земјоделство во све, значи ќе се има многу големи придонеси, ќе има во све, ќе има придонеси и во економија и во све. И мислам дека и народот побол ќе живее така. И само еден никс да се направи на владата, да не постојат политичари, да не постои ништо, пошто премногу политичари. Еден економија, еден земјоделство, еден здравство, еден и сите ќе одговараат пред еден. Тој еден да биде воден од народот што нема шанси. Нормално, меѓутоа барем некако еден да води, да не водат сите, еден да води. Една партија една партија. СДСМ и онака како викаат СДСМ. Ние имаме природно право да владееме. И другото да се избрише и СДСМ да си владеат и ние да не се занимаваме со политика. Што сакаат нека прават? Па да, ама да нема партија. Да нема партија. Нема СДСМ. Нема да ги гласаме. Они сами ќе си менуваат што се треба ово она, без ние да гласаме, чиста работа. Нели? Супер. Така гласаат, само зимаат пари плюс минус. Одлично. Крај ќе фрламе пари, таму избори, парламент, ово она. Укини све. Нека се договорат кој ќе биде председател, кој ќе биде крал, кој ќе биде кралица и готова чиста работа. Им фали на Северна Кореја, бе? Прекрасно. Прекрасно. Милина, па не може, намасте. Под камера сме. Под камера. Убава вечер, пријатно. Поздрав до тебе, лека ноќ и пријатно. Режисјор? Ende finito.
Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе
на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. По подолго време во Македонија ќе има протест, тоа е некаде во недела, 25 април, собир пред влада во 11 часот, слобода за уставобранителите. Така е насловен овој протест. Better late than never, велат и во оваа цела ситуација, ќе видиме како ќе помине овој протест и дали ќе може да изврши некаков притисок врз властите за многумина кои се неправедно затворени по случувањето од 27 април што се случија 2017. Што се однесува до преска, малку спомнав околу храната, да ви кажам, налетав на едно благопријатно место и прекрасни луѓе. Тоа е бистро, здраво живо, кое можам слободно да кажам дека по дизајн делува ептен она Сара Кей, британски
преполно е со зеленило убаво, затворен е сега, не може отидов само да земам храна, да пробам нешто, а како што ви кажав, од нивна храна имаат многу работи, меѓу кои благи работи. Она што треба да знаете дека нема шекер, нема животински продукти и ништо не е термички обработено. Секако не е само благо, туку и солено, и секакви миксови, 300 чуда, па денови ве комбинирам од нивната исхрана, прилично работи, но најмногу ме фасцинираше што прават сирења. Овие се тие сирења од бадем, од индиски орезви и тоа во некаков процес на зреење. Вкусот е многу интересен. Сирења земете го тоа условно, сирење е сирење, но ова е нешто на вистина ретко. Она што најмногу па ме плени кај храната од здраво живо е така наречените едни суви плочки. Они прават некакви крекери од разни семки, од разни изртени зрна, неизртени, кои сами ги одгледуваат и плочките им се феноменални, заситуваат, полни се со протеини, со пребиотици и не е ништо термички обработено. Така што се надевам дека некаде после великденските празници ќе ми бидат гостин во студио, па ќе разговараме на оваа тема малку повеќе. Телефоните се отворени, само да ја ставам слушалката и да ви го најавам дека утре почитуваниот професор Љубомир Цуцуловски ќе биде гостин после подолго време во емисијава, во мојава емисија. Ќе ми биде задоволство да го слушнеме неговото мислење за целова сеопшта ситуација која ни се случува. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Од сега натаму, место добро вечер, ќе викам аф-аф. Знаеш зошто? Не се вика аф-аф, се вика ме. Добро, не. Не се вика ме, гледаш грешка, се вика бе. Ама ја да објаснам од мој аспект, така ли? Да, ајде, се шегував. Вака сега. Јас сум човек кој што има 2 инфаркта и вграден стент. И телотерапијата, меѓу другото, ми е и пешачење 3 до 5 километра на ден. Ама сега врнело, престанало, синоќ излегувам у 7 саат, заврна е. И шо да правам? Сега чекам, дојде 8 саат, нема шетање, нема терапија. Ама кучињата може да шетаат после не знам колку таму, така? И сега ќе одам у тоа време за кучиња и ако ме запре некој полицаец, ќе му викам аф-аф место да зборувам. Друже, ја имам дозвола, дај кадар, ја имам дозвола за овакво, сакаш да дојдам со кајфче, ќе те шетам низ мало. Да, и тоа е добра идеја. Кажете, све за овој народ, што, руки кофа вода со ладна вода ќе ги ставам руки. Ај сега за главната поента, може? Може, повели. За темата. Види, собранието. Те молам, зашто собранието не работи? Така ли? Како не работи? Како не работи? Зошто не така луѓе? Луѓе надчовечански напори прават, облекуваат скафандер, болни се, вака ползат, крварат, за вас, народе, да дојде да стисне и да гласа. Немојте, Чекај се, извини. Чекај, ама знаеш како работат? Како? Па сабајле ќе дојат да се потпишат, дека се... Така ли? А после тоа нигде го нема. Неговото работно место е на столчето во салата. И сега, што ми е муабетов? Зашто не се согласуваат за онлайн седмици и тоа, пази, само за тие... Шо фали вака? Шо фали? Погледни го. Модерни, облечени, прогреси. Цел свет ке не збори. Уште само маска да стави и идеш на седница. Прекрасно! Прекрасно! Мојата идеја е друга. Ја им давам предлог, знаеш? Да, го сватив тоа, го гледам. Него знаеш што? Ама види сега, јас им предлагам нешто друго. Ме следиш? Да, слушам. Велма пажливо. Слушај ме сега. Значи, не слушам, гледам и дишам. Што се здрави со инструментот во сала. Тие што не се од дома онлайн, на екран.
Кај ќе бега тој од екранот, бе? Ќе учествува, ќе дискутира, колку да се 5, 6, 10, може и цела седница ако се технички опремени, тоа не е проблем во техниката. Меѓутоа, вика еден од тие, не знам кој беше пред некој ден, знаеш се правило да лавери преку онлайн, а ваму во седница, на седница знаеле со ливчиња да прават мучки. Па на онлайн не може да прави мучки, бре, ако некој, таму треба да е махер, стои на екранот, дискутира, го снимаат, кај ќе бега, така ли? Ама знаеш што е проблемот, Јанко? Што? Па чекај се, ако седи дома, нема службени дневници, односно трошоци патни, така? Да. Па нема келепур јадење таму, какво такво, така? Така. Ќе седи дома и добро што ќе добие и дневница од тие плати колку што му се. Дневница, види како си ја направиле. Добро. Ти потпишал са бајле, он е во работно време на седница. Так. Не бате. Ако не си на столчето таму, денеска минус надница. Така прават у приватни фирми кај што има гажда. Ама овде не, они се газди, така? Батеј, да, предложам на крај да завршам. Една изборна единица. Отворени листи. Па јас и ти, па градот, општината, малото да го извере пратеникот. Па сега ако не чини, ние ќе го менјаме, а не вака партиски и лични интереси. Извини, молим те, никогаш нема да има демократија во оваа држава. Кој да е на власт, не претендирам ни едни ни други. Ме разбираш? Значи, збориме во име на народот, а ние си тераме свој кеф. Еве го кефот. Ај толку имав јас, благодарам. Ајде, и ја имав толку. Лека ноќ и пријатно. Ми се допаѓа повеќето добро, сте влегле во фаза на добра здрава иронија, бидејќи тоа е здрава памет. Ова покажува дека е здрава памет. Се додека кога е гневот е првата фаза и гневот и лутината покажуваат немоќ. Иронијата покажува веќе омаловажување и издигнување над ситуацијата, а после ќе ви се отвори како можете да си направите позитивна промена, каква што вие сметате дека треба да биде. Добро вечер за следниот гледач. Добар вечер, господин Јанко. Добро вечер, повелете. Препацивам вашата емисија. Поздрав многу до вас. Вие сте добар водител. Сега за вил парламенту, сакам да кажам. Суспендели кога дојдеа таму, што не имаше потреба. ВМРО кажа дека за граѓаните, за тоа што е 36-та, дека ќе гласат. А 32-та беше за некои тамо да има државјанство и не знам што баби жаби. Сега. Значи, законот треба да гласа за сите. Има ги луѓе што од корона са болни, што некои имат луѓе што нема и кој да и пазарува, господине Јанко. И доваѓаат од вие Црвениот крст и тие носите едени и луѓето плаќат. Значи, треба за сите законот да гласа. Кој е таа од Битола со скопска регистрација, брза помош, дојде, ај зиме да и падај враќа. Толку ние народот плаќаме. Има се, може се. На шо личево? Шо прават вие СДС? Прават ли не глупави или шо? Они докараат за 32-та седница да гласат за државјанство. И сега слушам на некои други медоими дека они дошле за пакето да гласат за овие 36-та. Во не е добро, господине Јанко. Треба да бидеме искрени. Значи законо, гласа за сите. И тие са дома. Полиција оде, нон-стоп.
Кои са тие пратеници да одат там да гласат? Ама они го рушат законот. И се, сите ние ќе се облечемо то спангери, шо ти знам шо, и доме по улица. Тоа, господине, стварно срамота што се работи у Македонија. Стварно, ја од Штип се јавувам. И ка нас у Штип има многу заразени. Луѓето, А вие како сте со што здравје, се господи? сами, нема кој да ја позоруват, не смеат од дома да излезат. Кој се бе тие пратеници да излазат од дома? Тако го закон е, бе. Стварно сам, господине Јанко, многу револтирана. Фала ви многу и пријатно што ме слушате. Благодарам што се јавивте. Драго ми е што прв пат се јавувате. Се надевам пак ќе се слушнеме. Сакав чисто да ви посакам добро здравје, а и да ве прашам како сте со здравје, бидејќи ова е живееме во такво време, стварно треба да се грижиме малку повеќе едни за други. Но знаете како, и да не е страшно она што го направија во собранието, самиот пример е страшен. Ја верувам дека тоа било заштитено, дека и така натаму. Но верувајте, ако овие работи стигнат, а треба да стигнат, бидејќи и опозицијата, ВМРО ДПМНЕ, и Левица, како партии, независно, сами поднесоа кривични пријави против пратеничката, против двајцата пратеници. Бисера од, и не знам овој како се викаше, од Дом. Бисера од СДСМ. Ова треба да иде до СЗО, ова треба да иде до Обединети нации и ова треба меѓународни фактори да бидат информирани. Бидејќи ние овде ќе си правиме муавет, но мора да има институционална борба. Зошто? Кога ќе се направи преседан, после може да се прави што сака. Не е проблем, самиот чин не бил страшен, но утре ќе го злоупотреби, ќе имаме можеби, знаеш како, ќе се повика некој вариола вера, некоја тешка друга заразна болест, можебе зашто? Во 2021 пратеникот излезе во скафандер. Пријатно. Чекај бе, ало. Значи, како и во ова е како во правото. Еднаш која ќе се направи, тогаш може да се повторува делото. Еве, да ви кажам, излезете вие, ако излезете вие, а сте во карантин, во скафандер, да си завршите работа и назад, ќе ви дојдат, ќе ве казнат. Но тоа, ако го процесирате после до меѓународен суд или до нашиве судови, можете да се повикате на овој случај и да ви биде укината казната. Ки има сигурно пресуди, види, виш интерес било. Знаеш, правдата е затоа слепа. Нема виш интерес во интерес на сит. Знаете што? И Сталин имал виш интерес, и Мао Цетунг имал виш интерес. Па немате појма колку виш интерес имал и Адолф Хитлер. Сите они вриштеле од добра волја, едноставно и виши интереси. Ама на крај им се испресуди на сите. Значи, слободата во овој момент и не е многу страшна, така ви изгледа. Но утре тоа е фундаментално човеково право. Кога со вакви преседани тоа се нарушува, вие немате представа што утре ве чека. Затоа што и немавте представа, затоа 30 години Македонија тоне во криминал, бидејќи ајде бе, секој тоа. Па ние децата ги воспитуваме како да заебеш држава, како да не платиш данок, како да украдеш, како да утепаш, што се вика. Па ние се фраери, овој дечково што е во скафандер, ја ќе ви кажам, мои пријатели, до ден денеска му се клањаат. Ма не е битно што он имал уметнички афинитети, купил високо квалитетен мебел од кај мене, човекот е за респект, што не си купил ти. Абе лопов, абе рекет бил. Не, ајде. Ја да ви кажам, поише го почитуваат него, пола честни политичари кај нас. Па што очекувате бе, тогаш другари? Ние се восхитуваме на вакви ликови?
Ние се восхитуваме на оној што шверцувал нафта, ние се восхитуваме на тој што отварал или затварал фри шопи, ние се восхитуваме на тој што си направил некако фалашвери што земал од фирми нели провизии. Ние викаме све е тоа супер. Епа, што очекувате тогаш? Одиме понатаму? Нема проблем. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Јас се извинувам што почекавте, повелете. Господин Јанко. Да, повелете, ве слушаме. Интересираме каде може да се купи книгата на Ванчо Стојчев што ја промовираше пред 2 дена. За жал, никаде. Толку да ви кажам. Тоа е етажна работа, таа книга ја нема никаде. Татко му ја напиша Македонска воена историја. Ја имам на англиски таа еден примерок, имам примерок Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија. Па не е преведена и на македонски. Таа е напишана на македонски, не преведена. Авторот Александар Стојчев ја напиша. Таа е преведена Добро, на англиски. зашто нема распродадена или? И тоа е добро прашање. Господине, многу чуденки имам. Човекот почина, таа промоција е од 2013 година, ја репризиравме како почит кон ликот и делото на Александар Стојчев. Уште тогаш имаше он проблем да ја пласира. Значи, има структури во оваа земја кои многу не се среќни овие работи да бидат на полици и да бидат достапни. Ке се распрашам, ако има некакви копии некаде, секако дека ќе ви информирам. Моето Да се јавам повторно кога? Не се јавувајте. Уопште, ја не можам да стојам овде, не сум како да ви кажам шалтерска служба. Ја терам емисија. Во овој момент се јавивте, значи, кога ќе имам ја нешто, ќе кажам во емисија. Уреду, благодарам многу. Благодарам и на вас за интересот. Навистина, беше многу трогателно. Александар Стојчев почина на 46 години од последици од короната. Татко му на 56 од последици рак на дебело црево. И двајцата ми беа гости. Ја не можам да ви опишам какви луѓе. Таква човечност и добрина. На страна стручноста, тоа тие патетики, не можам да ви ги трпам, тоа, голем македонец, ово, она, ваму, тоа. Човек пред се. Значи, прво научете се тоа да го препознаете кај луѓе, после се друго. Оти пред се, прво сте човечки битија во Христа, а после се друго. И за тоа ќе ве прашаат. Никој нема да ви побара пасош, ни лична карта, а нема ни да ве праша дали сте американец, французин или што. Или македонец. Никогаш. Во ниеден момент во вечноста. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Вака, не знам, ситуација е чудна, некако. Ја би сакала, ако може, вака како апел, ние луѓето што се моцев со поризични болести, ако може некој да биде приоритет при вакцинирање. Значи, ги има многу држава што си помлади, но ќе се многу лична група поради корона. За среќа, јас одмејќи и почитал сите мерки прописи, не успеав сите овие брави да ги поминам без никакви проблеми, но би сакале како апел, кога ќе дадат поголеми залихи не на мојашто AstraZeneca и ќе таа ризична и за постарите, од други, ако може и ние, што сме помладите, со така по-ризични, да ни се даде малку приоритет. Значи да не се чека да премногу. Што малце некако и чудно што здрави брави се вакцинира, а може да почекат, а ние што сме онака стварно што за ова нас може да фатално доколку ја закачиме, воопшто не ставија ни да ниту еден список. Не ни се даде предност. Не знам,
ме трогна човеку, ми дојдо емоции, прости. Да, не е проблем, не е Ти проблем. благодарам за јавувањето и потпуно се... Так, пријатно се него. Ке мислат дека е шпица. Врати ме. Ми се фати гласот, ми дојдо емоции. Се потсетив колку луѓе има како него. Се потсетив на моите соседи. Празно ми е соседството. Сите се уште у болница. Прележана е короната. Сега се борат последици. Кој тромб му закачил, кој ова, кој она. Страшна е ситуацијата. А тек овие што се хронично болни. Како Дамоклов, мислам, каков е тој живот, Дамоклов меч ти виси над глава, чекаш да те фати вакцина затоа што знаеш колку ти е ослабен организмот и дека ако го закачиш вирусот, тоа може да биде фатално од тебе. Замисли си ги, мислам, полуживот, half-life. Да, тоа е трагедијата на Македонија. Не зборам за други земји. Не ме интересира за други земји. I don't give a fuck за други земји. Не, купивме една вакцина, уште просјачиме од ваму, од таму, требало, не требало. Ви текне од кога ни викаат вакцините ке ги купивме? Како бе не успеа до сега да се купат вакцини? Абе, знаеш што ќе да... Многу ми е гајле дали ќе ги купел Петко Станко, дали ти ќе ги купиш, ти ќе ги... Било кој да ги купи. Нека ги донесат. Нека фрикин ги донесат, се бори за човечки живот. Или да се јавувам ја у НАТО. Види, може ли руска вакцина? Абе, од Марс ако сака нека е. Ако тоа спасува живот, сте... Бог да чува. И колку луѓе имаме на душа така? Колку ќе ги имаме на душа додека дојдеме до некоја нормална бројка на вакцинација? А знаеш кои ми се јавуваат? На страна овие болниве, на страна хроничниве. Колку има диабетичари? Они се најризична категорија. 5 диабетичари ако влезат у болница со корона на интензивна, еден жив ки излезе. Еден жив ки излезе. А кај се другиве со кои секој ден нам ни требаат? Кај се аптекарите? Кај се дамите што работат во маркетите на каси? Кај се превозниците? Кај се, знаеш уште колку категории? Моите колеги, новинари. Вака ќе ми, знаеш, ќе дојдам, глумам 1 сат, ово, оне, и ќе ми бурето барут, ќе ми, затоа што вријам. Затоа што се во ова, што секому од вас посебно, ја го акумулирам и во мене врие. Немам што да направам, освен да избувнам вака и да ми се смеат хейтерите. Види го да вилија, да, управо сте. Управо сте. Ова е некоректно, тотално непрофесионално. Професионалецот треба да... Благодарам што се јавивте. Thank you and fuck you. Одиме со следниот гледач. Океј, нема проблем. Нема проблем. Само една камера да се стави кај капелата Бутел. Гробиштата Бутел. Само таа да ја гледате. Не зборам за сите 10 гробишта околни за Скопје и уште 100 гробишта низ Македонија. Само да видите што е 24 сата, како трча еден од фамилијата, плачејки по колата затоа што нема време, нема ни во капела изложување на мртвите. Секој ден мислиш дека од фронт ги носат со фургони мртвите тела, ги пакуваат, коваат, како во фабрика е, на лента. Сега ми треба диазепам, марихуана или блоксан. Блоксанот е уствари најдобар. Тој смирува тахикардија и го сузбива адреналинот во крвта. Подобро него апче за смирување. Штета што не научив да ја возам травата. Сега да направив да прекинеме емисијата, да отидевме, свиткаме.
да едно наргиле нешто, како го викаше она гиш, она наргиле со хашиш. Па луѓе, ако не земате некоја дрога, ако не земате хашиш и марихуана не се дрога. Тоа. Но, ако не земате некоја легална дрога, диазепам, како се викаше оние други не? Хелекс, човече, лексилиум. Па тоа е најнормална работа во оваа ситуација. Немој да се срамите. Немој да се срамите да се јавите на психијатар, луѓе. Затоа што ако имате сите имаме психички проблем. И јавете се, разговарайте. Затоа што ако го потиснувате тоа од тој селски срам, примитивен снобизам, малограѓански, македонски, немој, не се збори дека се оваква. Знаеш, така фаќа инфаркт, така фаќа цироза, така фаќа тромбоза. Идете, зборете, барајте чаре, луѓе, правите нешто. Господи. Имаме гледачи на линија или се откажавте? Има. Се извинувам, што чекавте, повелете. Може? Може. Ајде, кога ги наброја веќе тие антидепресиви, те се најбољи. Сероксат, Асентра или Депрозел. Бутај од тоа и нема геле, Формула 1 си. Не ти треба ни седатив, ни ништо, само тие. Една чашка ракија на ден. Втората е смрт. Една на ден. Ништо повеќе. Тој што пие 3, тој лаже. Тој е алкос. Сака да пие, а не да му е здравје. Алкохолот нема како ова што врши работа, на алкохолот е гола вода. Алкохолот е можеби најлоша варијанта, затоа што момент ке те смири, после тоа е хаос. Не, ова се држи 24 сати потпуна. А кој го рече? Мало? Кој медикамент? Асентра, Сероксат и Депрозел. Тие се бака што ги јас познавам. Со COVID-19 има проблеми. Да ти давам ја тебе амизол да видиш отупување, што е зомбиленд. Нема отупување овдека, како баш напротив те крева. А ова те крева? Те крева, ова те тера да... Ја ти давам оние триаглести, паралептик, така, амизол, па да видиш ова... Не. Како космонаут. Ја мислам дека ова како не Хитлер што ми давал на војската такво нешто, како го вика тоа, тој кристален. Кристал мед. Добро. Мед, да. Ме разбираш, ама мала доза тоа нешто и те прави супермен. Мислам, стварно ти кажам. Добро. Колку да се разочаран, ке те среди. И виж да немаш гале, али по потреба не да... Да. И комшиите вика, пијам ракија само кој имам потреба. А има потреба на 2 сати. По природа сум дружелюбив човек, ама сега како се изолиравме со вие од 20 часот до 5 сат сабање, нема со кого да скршиш мојавет. Значи, тотално, дури со жена ми не можеме да се скараме. А иначе, би кажа... Ова кажува дека веќе сте отишли у ненормални. Чим не се караш со жена, тоа веќе е стварно за интервенција лекарска. Па затоа ти кажувам. Инаку би кажал за овие... Јас и жена ми колку сме здрави. Ти не знаеш, пукаме од здравје, пукаат зидови и врати. Ти кажам искрено, ја мислам дека скоро сите пијат. Само од овие бомбончики. И више не е срам да идеш на психијатар, порано беше незгодација. Да ти кажам искрено, не сум појма имал дека постоја такви чуда до мои 46 години. Прв пат тогаш ги запознав. А иначе пред тоа дали дружби, мужби, шали за фраканци и имало и дружба. Јака, а сега више нема дружба. И претежно млади, ја ги гледам 8-дененец на еден мој пријател, син му, голта како луд, мислам, од тие баш што си ги набројав, за да може да функционира. Иначе би кажал за овие скафандериве, ванземајциве, да ти кажам искрено, мислам дека се тие марсовците што спомнат и пројачка дошле да преговарат за вакцина од Марс да донесат. Значи, исто како филм на Ридли Скот, ако ти текиња,
Елијан. Што е сигурни вивер. Елијан. Такви ми личе на такви. И душите им се такви. Не мора да изгледаат како тоа чудовиштето, ама душите им се такви, гарант. Значи, без срам, без ова, па дури се заканува. Ја ќе им вратам вика со тужби на овие. Ако, нека ги тужи, бе, алал да е. Ако успе, алал да е. Абе, слушај, знаеш како викаат? Нема идење нагоре, дури него се одбиеш од дното, како топче сме изгледа ние. А изгледа до дното ние имаме уште. Тие стално викаме, не! Како вика топ-листа на дуелиста? Стигли смо на дну, а не, доле су рудари. Ќе ти кажам една анекдота за последните сега избори парламентарни. Се појави некоја група, не знам, некоја партија, не знам како сега ќе заборавив. Ние вика кај Стоковна куќа поранешна, се не знам како италијанско име има тоа, не знам како се вика. Важно кај Стоковна куќа тука проаѓам и ме запира тој, ми дава флајери, мајери. И ми вика, ние сме таква партија, вика, ке све тоа, све у затвор ке стрпаме, знаеш. Абе, брат, што ке стрпаш ти, бе? Ти ли ке стрпаш некого у затвор? И викам, него дали имаш, викам, некој, викам, така с краја било тешко болен, више 2-3 дена да има на себе живот. Па викам да му ставиме малку како оние таму по Блиски Исток што ставаат појасчиња, такви работи и втерај го у собрание. И викам ќе се реши проблемот. Не ти треба ни партии, ни марти, одма се решава проблемот. Се може морбиден делувам, али да ти кажам искрено, до тука и дојде на работа. Токава арогантност, токава надменост немам видено. Значи, толку да се забегувало страва, хорор филм. Благодарам за јавувањето. Биди ми поздравен, одиме со последниот гледач за вечерва и имаме еден куп работи ми се насобра, бидејќи утре професорот Цуцуловски ќе биде гостин. Адвокатот Јанаки Митровски ќе биде во петок, така што денеска вака акумулирани работи сакам да споделам со вас. Дајте ми едно 10 минути. Овде ми стојат вака, викам штета да помината да не ви ги покажам на јавноста, но да го чуеме последниот гледач за вечерва. Добро вечер. А се исклучи. Ја му се извинувам на последниот гледач. Следниот пат кога ќе имам отворени телефони, кажи, ја бев тој последниот во среда, многу јадеше бурек заради се откажав и ќе ти дадам простор уште на самиот почеток. Се извинувам поради тоа, толку ми се и мене и менталните капацитети, а она што ми се насобира со време, па сакам да го споделам со вас, еве една трогателна фотографија, сакам да ја споделам. Видете оваа фотографија. Оваа фотографија е човек на умирање или човек во многу тешка клиничка слика, заболен од ковид. Човекот е на интензивна нега и никој, дури ни најблизок, не смее да му приде. 24 часа има само лекар и сестра, а за да се чувствува барем малку некаква утеха, сестрите полнат 2 ракавици со топла вода, кои му ги врзуваат околу дланката, да има некаков привид на допир, дека некој го држи за рака. Симулакрум, лага, многумина многу различно реагираа на ова, но да ви кажам, во ваква ситуација, кога не може мајка, татко, сопруга, девојка, близок, пријател, да го поддржи, не смее да му прииде и да го допре, ја навистина многу трогателно го доживеав ова. Ја доживеав оваа фотографија која е од болница во Бразил. На крај, може би, навистина тоа треба. Нешто што не научив јас во животот, драги мои, па еве целата мудрост. Го интервјураат еден гуру кој го прашуваат, која е тајната за среќен живот? А овој му вели, да не се расправа со будали.
Новинарот вели, не е точно. А гуруто му одговара, да, во право сте. Се мисла малце да ја комерцијализирам емисијата, па планирам да воведам и вакво нешто, кога веќе постои, зошто да не. Баже и Марко ќе ми помогнат во ова, да воспоставиме контакт, агенција за разговори со мртвите. Прашајте ги вашите преминати, зборувајте со вашите преминули блиски со помош на телефонски апарат. Може не и лична средба. Може. Метак у чело и прави ти колку сакаш. Вика, ваша жалост, наша радост. 062450636. Не се секирайте. Верувајте дека има будали кои вртат на овој телефон. Маша и Медо не се измислена работа. Они навистина постојат. Папа ложечками, бля, папа дай, удобно. А где птичка, Степа, где у нас птичка? Какая птичка, подожди. И не се ова ефекти. Ова се навистина, девојче и мечка. Ой, язык покажи ему. Очень хорошо. Все, а теперь улыбнись. Девушка мальчика. Отлично. Девушка мальчика и очень хорошо медведь. Здравствуйте. Очи черная, очи красная, очи черная и прекрасная. И уште ова имам да ви го покажам, уште ова, ајде да речеме. Ова е слика од еден сириец на пазар кој продава чај. Што има чудно во оваа слика? Па ако ја загледате има нешто, ако видите, под тегот има кеса, а во иста таква кеса става чај. Знаете дека чај и до милиграм е пипав. На прашање зошто става под тегот кеса, он им одговорил: ја продавам чај, а не кеса. Еј, човече. Света христијанска душа. Продавач на чај од Сирија. Сите треба да се угледаме на него. Божи човек. А што имам понатаму? Имам. Една прекрасна фотографија од Охрид. Ова ке ве вџаши. Фотографијава од Охрид. Ова е Охрид снимен пред 100 години, почеток на 20 век. Погледнете. Ретка фотографија, дигитално реставрирана. Да, малце ќе ја држиме подолго за да може да се доближите. Сепак ова го има кај мене на мојот Facebook профил, но еве ако сакате да загледате, горе го гледате, ја гледате Самуиловата тврдина, плаошник од левата страна, од десната. Така што интересно е, езерото е секако од левата страна. Но фасцинантно. Видете ги овие прекрасни, стари, македонски куќи и овој оригинален дизајн кој охриѓани го имале. Нешто е зачувано, другото е тоа е времето си прави своето. Океј. Епа, тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Се надавам дека ве оставам во добро расположение и тоа ми е најбитно, затоа што многу е важно пред да заспиете да направите малце една литанија, малку молитва, да го испразните мозокот од секакви помисли. А ако не сте верник и Исусовата не ја практикувате, барем легнете на под и едно добри 15 минути без звук, без светло, не перцепирайте и обидете се ништо да не мислите, секако да не заспиете. После тоа, легнете во кревет и спите. Но, тежок е овој подвиг да се запре мисловниот процес и сето она што не јаде, а се не јаде,
секоја помисла, свесна и несвесна. И мислам дека Исусовата молитва, постојаното нејзино кажување, затоа се оние бројаници, не штити прво пред се од самите себе. Лека ноќ и пријатно уште еднаш, се гледаме утре вечер.